Имаше доста утрински стихови кои што се однесуваа на неволи, барем тоа провејуваше како тема. И често пати знаеме да се навраќаме на вакви теми, оти нема кој не поминал низ некои тешки моменти во животот. И факт е дека за нас пасторите овие теми се тешки за изнесување, не заради тоа што се тешки теолошки, не е потребна некоја теологија, но едноставно затоа што не можете секојаш да понудите одговор на сите прашања, од таму е тежината на ваквите теми. И, како што кажав, не е потребна теологија, може би е потребно искуство, меѓутоа и тоа не е доволно, затоа што, како што кажав, има разни ситуации во животот кои што некојаш едноставно не можете да најдете одговор. Често пати не наоѓате смисол за тоа што ви се случува. Едноставно сте збунети и често пати не наоѓате ни сили да продолжите со животот. Се сеќавате, вчера баш се навративме на Илија и неговото искуство претходно на Кармил, а потоа искуството на неговото бегство веќе следниот ден, после онаа закана што ја добила Језавела и веројатно и тој не можел да најде смисол за сето она што му се случувало. И имаме такви ситуации во животот, едноставно не го гледаме Бога во сликата. Како да му веруваме на Бога, се поставува прашањето кога ќе не снајдат неволи, среден неволи. Значи, внимавајте, прашањето е како? Често пати ќе слушнете одговор, верувајмо на Бога. Меѓутоа, тоа не е задоволителен одговор. Како да отидете на автомеханичар некој да го прашате како да ја поправам колата и да ви рече поправи ја колата. Што одговор е тоа? Како е прашањето? И како што мислам дека и во утринските стихови се спомна, често од луѓето и не можете да добиете некој соодветен одговор или помош, и често пати може да се разочарате во тоа што воопшто сте го отворили своето срце пред некого, пред некој друг, како да тој може да ви помогне. Меѓутоа, вистински одговор на сите прашања и помош може да најдеме само кај Бога. Да не забораваме дека во Исуса го имаме оној првосвештеник кој што може да сочувствува со секого од нас. Во секоја ситуација, не знам каква и да е, зошто? Затоа што тој искусил се, буквално. Бил кушен во се и не паднал и знае. Тоа е најсоодветната личност на кого можеме да му се обратиме и да ни помогне и да не разбере всушност. Луѓето не можат да не разберат затоа што може би не поминале низ такви ситуации и тешкоти како нас. И неретко, знаете, место да добиете помош, можете да наидете на таква ситуација да вашите пријатели се однесуваат кон вас како пријателите на Јов. Место да му помогнат, знаете дека го дотепале човекот всушност. Може би сте доживеале некоја ситуација која што ја има една во 10.000 или една во 100.000. Кај ќе најдете човек да ве разбере како прво? Но секое искуство е искуство. И за нас, но и за другите. Може да биде благослов. Можеме да им се најдеме на другите, откако веќе ние сме поминали некое искуство, за да можеме да ги утешиме, да им бидеме утеха на некои кои што поминуваат нешто слично. Еве, првите стихови за вечерва се наоѓаат во второ послание до Коринќаните, прва глава, отвараме, 3 и 4 стих. Второ послание до Коринќаните, прва глава, 3 и 4 стих. Благословен Бог и Таткото на нашиот Господ Исус Христос, Татко на милосрдноста и Бог на секоја утеха,
кој не утешува во секоја наша неволја, за да можеме и ние да ги утешуваме оние кои се наоѓаат во каква и да е неволја, со утехата со која Бог не утешува нас самите. Значи, кога ќе искусиме некое соодветно искуство, бивајќи утешени од нашиот Бог, каде што единствено некојаш можеме да најдеме утеха, не некојаш секогаш, некојаш можеби ќе не утеши и некој ближен, меѓутоа, откако ќе опоминеме тоа искуство, како што велат стиховите, ние сега можеме да му се најдеме некому кој што поминува ни слична ситуација, па ние него да го утешиме како што Бог нас не утешил. Значи, и тоа како може да биде благослов. Мора да имаме во предвид дека Бог секојаш постапува согласно на својот карактер. Значи, никојаш нема да ги наруши своите принципи, своите начини на делување. Но проблемот е кога ќе се најдеме ние во некој безизлез и сметаме дека Бог не делува во нашиот случај, како да речеме во случаевите на некои други. Како тогаш да верувате? Дали да верувате на неговата доследност, на неговото слово, на неговите принципи, или пак се подпирате често пати на чувствата, на своите погледи и така натаму. Порано сум спомнувал ваков пример, меѓутоа е многу соодветен, па ќе го спомнам пак, да речеме, пример со служувалка, меѓутоа некоја служувалка која би имала, да речеме, 1000 дела. Затоа што нашиот живот е баш таков комплициран, сложен, од многу парчиња, и вие ја немате целата слика. Вие можеби имате пред себе едно или ајде 2-3 парчиња од служувалката. И од тоа што ви се случува во моментот, едноставно за вас нема никаков смисол тоа што ви се случува. Затоа што не ја гледате целата слика. Целата работа, значи, некако нема смисол за вас. Тој е еден дел, или 2 или 3, не можете да ги поврзете со ништо друго во животот. Едноставно, како да е вон контекст, нема смисол. И сега целта е, преку ова проучување, верувам дека нема да биде единствено, е да добиеме доволно голем или широк контекст, за да можеме да ги поврземе деловите од нашиот живот и да едноставно го видиме смисолот. Постои еден лик во Библијата, кој што може да не поучи како од конфузија да излеземе победници, како од страв да добиеме вера, да завршиме со вера, од жртва да станеме победници. Тоа е еден од малите пророци. Негде е запишен како Авакум, негде е како Хабакук, како и да е. Тоа е Авакум. Значи, некаде 600 години пред Христа, кога Израел бил во страшен отпад, тој е еден послушен, еден доста чувствителен Божи пророк, кој никако да види позитивно нешто од својата служба. Значи, не гледа никакви резултати на неговото делување. Се е некако наопаку во општеството. Како се да се распаѓа, неговите молитви како да не биваат послушани, обескрбен и скршен. Книгата на Авакум е всушност представува еден диалог меѓу Авакум и Бога. Ќе видите дека Авакум често се моли, упатува молитва, а Бог го гледаме тука, како да разговараат едноставно. Ќе видиме дека нештата не се менјаваат, околностите не се смениле. Меѓутоа ќе видиме дека Авакум не е оној истиот на почетокот, како оној на крајот од оваа кратка негова книга. И овде има еден момент кој што е битен да го сватиме. Значи, не треба, најчесто сме такви да бараме промена на околностите. Ако имате, да речеме, можда брачен проблем, да се смени брачниот другар, да барате промена во, не знам, било как на работа, ако имате проблем, да барате да некако ви се смени шефот или било што. Обично сме склони кон такво нешто. Меѓутоа, верата треба, вистинската вера треба да биде над сите околности.
Токму тоа го гледаме во книгата на Авакум. Значи, ништо не се сменило од првата до трета или четврта глава, колку беа? 3 глави мислам дека беа. Ништо не се сменило, меѓутоа Авакум се сменил драстично. Од некој кој што е безнадежен, некој кој што е расположен, едноставно обескрбрен, скршен, на крајот го гледате радосен, а околностите се исти. Тоа е вера. А баш во Авакум сега да го наоѓаме оној стих кој што го повторува Павле, тоа е стихот кој што го освестил едноставно Мартин Лутер, дека праведникот од верата ќе живее. Меѓутоа тоа некојаш понатаму. Значи, за да човек биде вистински радосен, нема потреба од промена на околностите. Иако можеби тоа најчесто го очекуваме. Ова е тешко да се прифати, да се разбере, тоа е факт. Најчесто самата ситуација можеби некогаш има за цел нас да не смени. А ние бараме промена на околностите. И сега доаѓаме до првата точка, првиот момент кој што е битен да го разбереме, за тоа како одговараме на прашањето, се обидуваме, како да веруваме, како да имаме вера во тешки ситуации, значи во неволи. Прво, Божите патишта не се наши патишта. Или Божиот начин не е наш. Треба да си направиме една рекапитулација на тоа како размислуваме, може и во едни вакви ситуации во животот порано, затоа што ова е многу битно да го сватиме. Божите патишта не се наши патишта. Почнуваме Авакум, 1 глава, 1, 2, 3 стих. Пророчко видение што го виде пророкот Хабакук или Авакум. До кога, Господе, ќе викам за помош, а ти да не чуеш? Да викам кон тебе насилство, а ти да не спасиш? Зошто ми ја покажуваш неправдата пред очи? Зошто го гледаш угнетувањето? Грабеж и насилство се пред мене. Расправија и раздор беснеат. Значи, до кога, Господи? До кога вака? Знаете, која е била работата на Божиот пророк, меѓутоа тој како да нема ефект едноставно неговата работа. Се е наопаку. Колку е фрустрирачки на таква ситуација, замислите си, правите се што знаете, се што умеете и нема никакви резултати, нема никаков ефект. 4 стих вели, затоа законот ја изгуби силата, беззаконие тотално. Правдата не се појавува ни за миг. Да, злосторникот го гони праведникот, затоа судот излегува изопачен. Целосно разочаран од ситуацијата, Авакум. Бог како да не го слуша својот пророк, замисли си, пророкот е гласноговорникот, Божиот гласноговорник, како да нема контакт меѓу нив. Така изгледа. Од лошо по лошо секој ден. И трае, и трае, и трае, и никако да престане. Значи, очигледно, Авакум има своји очекувања овде. Тој очекува Бог да делува. Затоа и вака се моли. Значи, вака настапува. До кога, Господи? Каде си? Како да те нема? Ама нема ништо, нема никакво делување. Значи, постои конфликт помеѓу тоа како тој размислува од една страна и како тоа Бог размислува од друга страна. Но, да се држиме на она, Божите патишта не се наши патишта. Бог е суверен. Тој прави како што сака да прави. Точка. Тој не бара наше одобрување за да нешто прави. Не можеме ние да му ставиме вето, да го сопреме во тоа што го наумил да го направи. Не мора да се сложи со нас. Едноставно ги прави нештата на свој начин. И сега доаѓаме до оние стихови, сите ги знаеме, меѓутоа да ги прочитаме Исаија 55 глава, 8 и 9 стих. Исаија 55, 8 и 9.
Зашто вашите мисли не се мои мисли и моите патишта не се ваши патишта, слово е Господово. И 9 стих вели колку се разликуваат, значи, нашите мисли од Божите мисли. Што вели? Небото колку што е високо над земјата, така моите патишта се над вашите патишта и моите мисли над вашите мисли. Сега, ова кога го читаме пред 9 стих, има смисла некогаш да нема смисла тоа што ни се случува во животот. Имајќи го во предвид. Па нели е така? Кога неговите патишта се толку многу над нашите патишта, неговите мисли поразлични од нашите. И за нас некогаш нема смисол тоа што се случува во нашиот живот. Смисол е правилниот збор, не смисла. Смисол. Добро, во ред, не е битно. Има смисол. За нас да нема смисол некојаш. Замисли си, ние сме, кој е најмлад тука, ајде, 35-6 години, или не знам колку, 35-6 години живееме на оваа земја, и што ние се правиме попаметни, или 40-50, кои менка некаде около 80, не знам колку е најстара, или не е битно, 80 години ние се правиме попаметни од Бог, кој што е постојано од секојаш тука. Можеме ли да бидем попаметни од Него? Колку нашите погледи и сваќања се ограничени во споредба со неговите, пред се заради гревот, заради нашата грешност, заради нашиот ограничен ум. Можеме ли да се мериме со Бога воопшто? Значи, како што кажав, кога нешто нема смисол во нашиот живот, тоа е потполно за очекување, кога го имаме во предбит ова, дека неговите патишта се многу поразлични од нашите. Потполно е за очекување да не се случуваат некои ситуации да немаат смисол. И во светлина сега на ова, кога нешто нема смисол во нашиот живот, има совршен смисол. Па каде сега се игра на зборови како да го долом ова, иако изгледа како некоја филозофска мисла. Меѓутоа, тоа е тоа што доаѓа како резултат на ова што го читавме. Затоа, значи, треба да застанеме и да помислиме во некои такви ситуации. Секако дека си збунет, можеби. Секако дека не можеш да најдеш смисол. Затоа што Бог има поинакви размислувања за мене, за тебе. И тоа, неговите размислувања, знаете ли какви се намерите негови? Секој се подобри од нашите. Ајде да се подсетиме на Еремија 29.11, прекрасен стих. Еремија 29.11. Какви се неговите намери за нас? Нашиот драг Бог, Бог кој што е љубов. Зошто јас ги знам своите замисли за тоа што имам намера со вас, зборува Господ. Замисли за мир, а не за несреќа, да ви дадам иднина и надеж. Тоа се неговите намери секојаш. Сега, нашиот сомнеш работи. Понекогаш немаме вера доволно, па се сомневаме и сметаме дека збунети сме во некоја ситуација, нема смисол едноставно тоа што ни се случува. Меѓутоа, ако нема смисол, не треба да го обвинуваме Бога, не е Бог виновен. Нешто Бог погрешил? Проблемот не е кај Бога, него кај нас. Ние едноставно не ја разбираме ситуацијата. Ограничени сме, не ја разбираме. Елен Вајд вели, значи таму каде што нема излез едноставно некоја ситуација во нашиот живот, Господ има што? Илјадници начини да најде излез. Илјадници излези таму каде што за нас изгледа дека е безизлезна ситуацијата. Значи, можеме, не можеме да разбереме, меѓутоа едно е сигурно и можеме да разбереме дека Божите патишта не се наши патишта. Тоа е факт. Тоа е прво нешто што мора да го разбереме, за да можеме да
негуваме вера да веруваме во тешки ситуации. Второ, исто така многу битно, е дека Божите патишта се често сокриени од нашиот поглед. Што пише во наредните стихови, 5 и 6 стих. Сега овде, очигледно дека Господ говори, иако тоа нема никаква најава, меѓутоа Господ е тој кој што говори. Што вели во 5 стих? Погледајте меѓу народите, гледајте, чудете се, в чудо не видете се, зашто во ваши денови правам дело, во кое не бисте поверувале ако некој ви го раскаже. Значи, Господ прави чудесно дело во позадина, а Авакум апсолутно нема поим за тоа. Тој се моли, тој ја гледа безизлезната ситуација и мисли дека Бог е неактивен, не заинтересиран, кој знае кај отишол. Но не, Бог делува и тоа како делува. Зашто еве ги подигам халдејците, и тоа по-глобално работи Господ, подготвува терен, подига цел еден народ, Вавилон, халдејците, народ жесток и брз, што навлегува широм низ земјата за да ги одземе живеалиштата кои не се негови. Значи, Бог не му дава директен одговор на прашањето. Меѓутоа, од 5 до 11 стих, тука му укажува на тоа дека делува. Подига цела една нација, и тоа со цел. Што читаме од 7 стих понатаму? Еве, опис тоа какви биле вавилонците. Тој е страшен и морничав народ. Од самиот него излегува неговиот суд и неговата власт. Коњите му се побрзи од леопардите, побесни од волците навечер. Јавачите му се простираат, стигаат оддалеку, налетуваат како орли, се спуштаат за да колуват. Сите тие ќе дојдат да насилствуваат. Лицата им се устремени напред како источен ветер, собираат пленици како песок. Тој им се подсмева на царевите, кнезовите му се за подбив, се подигрува со сите тврдини, насипува земја и ги зазема. Бог подготвува начин како да одговори на Авакум. Од позадина, многу на поглобално ниво. Ки си ја добијат својата казна за целото тоа безбожниство што се случува во Израел. И ова е како дел од неговите планови. Ништо не е случајно. 11 стих вели, тогаш провева како ветер и си оди, значи ке ги издува едноставно како ветер, престапува и е виновен кому силата му е негов Бог. Значи Бог не е неактивен, така му изгледа на Авакум. Често пати нам така не изгледа. Се молиме, правиме се што е до нас и изгледа како да нема никаков ефект сето тоа. Како Бог да не слуша. Меѓутоа, што рековме, Божите патишта прво не се наши, а второ се често сокриени од нашиот поглед. Авакум, овде, или ние во некои ситуации имаме само 2-3 парчиња од служувалката и немаме поим која е големата слика, како што рековме. Немате целосни информации. Кога немате целосни информации за нешто, нормално, збунете сте, не знаете, влечете погрешни заклучоци. Или има оскудни информации. Тој се моли и мисли дека Бог не делува, а Господ делува зад стената. Господ не е пасивен. Тој е таков, тој секогаш делува, но ние немаме поим за тоа. Сокриено е од нашите очи, мораме да излеземе од нашата гордост. Знаете, ова е потребно за да се скрши таа наша гордост. Ние често пати сакаме се да имаме под контрола, ние мислиме дека, сметаме дека вака и така и како што ние мислиме, така ќе биде. Мораме да кажеме едноставно, Господи, јас не знам ништо, но Ти верувам. Не е едноставно. Не знам ништо, немам поим, значи нема смисол ова, ама Ти верувам. Затоа што Ти не си пасивен, Ти делуваш. Јас знам дека делуваш. Епа, нели, верата е тврда увереност во што? Во оние нешта што не се гледаат. Тоа е верата. И ова помага, ова неверојатно помага да се свртиме од себе кон Бога. И да повторам уште еднаш, нема безизгледна ситуација за Бога.
Нам така може ни изгледа. Но ние немаме доволно информации. Ние едноставно не гледаме целата слика и дури мислиме често пати дека Бог го нема и не делува. Значи Бог, односно Божите начини не се наши, а неговите начини се често и сокриени од нас. Тоа се двете точки. И заради тоа, кој сме ние да можеме да кажеме некогаш кога ни се случува нешто во животот, да кажеме дека ова е нешто лошо што ми се случува. Јас со 50 на години, половина век, попаметен се правам од Бога. Можам да ги сватам неговите начини. Можеме да кажеме дека е тешко, ама да кажеме дека е лошо, тоа само Господ знае. Што вели оној познатиот стих во Римјаните 8.28? Еден од моите поумилени. Сеќавате Римјаните 8.28 што вели? Сите работи содействуваат за добро на оние кои што го љубат Бога, кои што се повикани по неговата намера. Сите работи содействуваат. Не мора да бидат добри, да изгледат добри. На времето, пред 10 и повеќе години, го илустрира тоа со натриум и хлор. И натриум и хлор по башка, ако ги земете, се опасни. Ама натриум хлорид заедно добивате нешто што е неопходно. Што беше натриум хлорид? NaCl. Што е натриум хлорид? Па сол. Нешто без кое што не се може. И така ви изгледа некојаш, натриум хлор, ама заедно содействуваат за добро. Но знаеме дека сите работи содействуваат за добро на оние кои што го љубат Бога, кои што се повикани по неговата намера. И на крајот ќе завршам повторно со Еремија 29.11. Зашто јас ги знам своите замисли за тоа што имам намера со вас, зборува Господ. Замисли за мир, а не за несреќа, да ви дадам иднина и надеж. Тоа се неговите замисли, неговите намери. Прво што треба да ни е јасно и да знаеме дека Божиот начин, Божите патишта не се наши, и затоа е за очекување некојаш да нема смисол оно што ни се случува во животот, затоа што неговите мисли се како небото од земјата, што се во однос на нашите мисли. И Божите начини се некојаш, односно често пати невидливи за нашите очи. Ние не го гледаме неговото делување, меѓутоа тоа е тука и делува. И се надевам дека ќе делува и во нашите срца, и во нашите животи во оваа наредна седмица. Нека Господ сите не благослови и нека му е слава нему. Амин.